Денеска е еден феномен. Чудно многу нешта. Луѓе кои се долго упатени во дин, кои сами ова го кажувале, 10-15 години упатен во дин, 20 години. Кога кај него треба да се види некоја зрелост, зрели чекори, одлуки добри, јасни одлуки, тој западви во гафлет, во ленливост, во немарност. Тој западви во гревови, мисли дека на него ова му е дозволено, гледат харам и немат гајле, Овој 15-20 години, може би тој неговата возраст е 50 години сега, Кога се упатил во почеток за еден мал грев, бил спреман цело богатство да го остави. Да ја остави цела фамилија негова, само да не го направи тој грев, А денеска се упуштат во грешење, А 15-20 години упатен. Има 60 години почвит да ја гради дуњава, сега, 20 години, 30 години упаден, на 60 години почвит да ја гради дуњава, Аллаху акбар. Ти и ја треба да купиш чефин, Ти што си стигнал 60 години, Ти си на линија, Не дека некој не е на линија за да отпатуват од ова дујна, никој не знае кога ќе му дојде еджелот, ама рекол пегамбер сам, просечниот живот е од 60 до 70 години на мојот уммет. Ти денеска што си 15 години, 20 години упатен во дин, што е овој феномен, гледаш харам, порано не си излегувал, си ја наведнувал главата, не си удел во место каде има музика, денеска не е проблем да гледаш некој клип со музика, да слушаш музика, да одиш во некоја дарсма каде има музика. Ова е грешка. Кај тебе треба да се види зрелост сега. Ти треба да го дај сега твојот потенцијал од тебе да го извадиш за помош на овај ден, за одгој на твојата фамилија. Сега треба да излези од кај тебе тоа, Не да се упуштиш ти во грешење, да се упушти твојот поглед во грешење, твоите уши во грешење, да не внимаваш на твојот јазик, после 15 години што си во дин, 20 години може би, Кај треба да се види сега сериозност голема, За младиве да види сериозност во овие постариве, Не ние постарите да видиме лош пример за овие младиве, Ова е феномен денеска беше. Зошто го зборувам ова? Зашто многу од тие се пожалеле на ова нешто. Поради што е проблемот? Проблемот е поради тоа што неговото упатство не вложувал во него, не вложувал во неговиот иман. Иманот се парат, слабејт, се тенчит, како што старејте на кошула, рекол пегамбер сам. И тој треба да се обновит. Тој треба да се хранит. Во него треба да вложува секој ден. Не да вложуваш во дујна, во него да вложуваш, И затоа после не чувствуваш. Си плачел кога ти избегал почетен текбир во почеток на хидајат за некој намаз, почетен текбир во намаз, во џемат. Денеска може би не си дошол една недела во џемат да кланаш, Една недела не си дошол, Прашај се себе си кога си станал последно за сабах намаз. Да дојдеш во џамија. Знаеш дека рекол пегамбер алейхиссалам, најтешкиот намаз на мунафиците е сабах и јација во џамат. Најтешкиот е. Запрашај се дали имаш хисле, дали имаш исе од овој нифак кај тебе. Запрашај се кога последно си отворил Куран да читаш. Ти што се повикуваш, јас кога се упатив, ти беше на олцо вака, Ако? Што имаш? Да видиме што имаш. Ам сум имал тога, не смеш да го имаш тогаш, сега да го немаш. Треба да умриш со тоа, Треба да умриш со тоа, Треба да умриш таков, Ние кажуваме често како оџи имам Ахмед 300 нафиле
рекат кланал, јани. Не знам, некои други со абдесот од јација сабах, тие улема, и кажуваме често, немој да се брзате, ова било при крај на нивниот живот, јани. Шлак на тортата, јани. Чуршијата сгора, јани. И се ти, наместо да одиш вака, ти одиш вака. Пред 15 години си имал ноќен намаз, 2-3 години, сега од 13 години навака ти немаш ниеден ноќен намаз, освен во Рамазан, јани. Ова е феномен. Брат, треба да одиш нагоре вака, јани. Ти како стар, треба да се откажеш од некој уживање, јани. Аллаху акбар, јани. Аллаху акбар. Не на 50 години да се направиш тинејџер, јани. На 40 години тинејџер, јани. Аллаху акбар. Зошто се правиш на 50 години тинејџер, јани? Што е овој феномен, јани? Ти што имаш толку години во дин, 10, 15, 20, ти треба поинаку да размислуваш, јани. Не да постанеш тинејџер, јани. Не да си даваш кај себе си време, мувлет, јани. Имат време, јани. Иншала имам нијет, јани, потака малку. Немат време, јани. Време немате, јани. Ова е феномен, јани. Субханаллах. И го гледаш таму на 60, на 70 години заглавен во дујна, прашуваме кај, ова се случува со многу, јани. Секој нека се прашува за себе си, може би во почеток зборуваат, ова се може би тешки зборови. Не дека го кажувам ова со радост, ние сме сите тука се позинаме. Ова го кажувам за луѓе што се пожалале, јани, на ова нешто, јани. И луѓе што ги знаеме, јани. Немој верникот да нема една недела еден намаз во џемат. Немој, јани. Ама работам, што ако работаш, јани? Не ти оправдање работата, јани. Иш не ти оправдање работата дека ти работаш и немаш ни еден намаз во џемат, јани. Ова е феномен. Не го спрешви таму да гледат харам, јани. Гледат, јани, може би немој обото, ама гледат. И не можеш да стани за савошам, не можеш за саба да станеш, јани. Не можеш ноќен намаз да кланаш, не можеш да кланаш ноќен намаз, јани. Селев кажувале, кога не можеле да стане за ноќен намаз, ова е поради филан греф, јани. Ме спрешви да станам. Кога ги прашале на некој од селев зошто не можам да кланјам ноќен намаз, му кажувам, остави огрешењето, јани. Остави го, јани. Тоа ти е, јани. Од тука е тоа, јани.